Добар ден, почитувани гледачи, во уште едно издание на нашиот универзум. Денеска со малку поинаков состав. Имам двајца гости, двајца браќа, двајца успешни деловни луѓе, но пред се двајца поранешни студенти на Универзитет Скопје, алумни. Инаку, како што знаете, ние во последниве изданија на Универзум предпочитаме да ги слушнеме токму нивните приказни, односно нивното искуство на Универзитет Скопје. Мои денешни гости се Мартин и Пеце Ристевски. Ви благодарам што сте дел од Универзум. Инаку морам да кажам дека сте и собственици на PMG Construction, успешна градежна компанија. Благодариме на поканата. Благодариме на поканата. Мило ни е што сме тука, дел од вас, од вашава емисија и прво честитки за проектот кој што го водите. Ви благодарам. И се надеваме на добри емисии и така натаму. Пред да почнеме со образованието, бидејќи тоа е, пред да почнеме со вашата бизнес приказна, сакам малку за образование, затоа што нашиот подкаст е и наменски. Сакаме да го слушнеме вашето искуство од студиите на Универзитет Скопје. 6 години имате основано вашата компанија. Дали почнавте со работата веднаш откако завршивте со студиите? Со работата започнавме паралелно. Во еден дел со завршување на студиите и понатаму со продолжувањето на студиите. Сепак, нели, оној дел од во економска смисла која што значи за бизнис и поготово за младите луѓе кои што треба да останат тука во државава и да основаат бизнис или да работат во бизниси кои што се успешни, тоа не натера да останеме ние тука и да твориме во државава. Секако тука има голема заслуга Универзитетот за туризам и менеджмент поради добрите кадри кои што ги имаат, поради доброто образование и она мотивација која што даваат кај младите студенти за понатаму. Колку знаењето кое што го стекнавте на Универзитет Скопје и теориската и практичната настава ви помогна да го трасирате вашиот деловен пат уште од почетоците? Помогна доста. Значеше имаше големо значење. Самата компанија која што ни е успешна во тој дел или резултатите кои што говорат сами по себе кажува односно дека значи било добро и студирањето и тоа што го создаваме, што го правиме. Движеше се паралелно. Во случај, нели, доколку нема успешен бизнис, не е само имате мотивација, туку треба да имате и знаење. Има милион подкасти или не знам милион емисии кои што зборат, нели, не ви треба образование, не ви треба необразован човек, не може да биде успешен човек прво. Поготово во деловниот свет не можете да бидете необразовани за да бидете и успешни. Треба да во најмала рака седите со луѓе кои што може да имаат, не знам, секој има некакво образование, има високо образование, има стекнато вештини за да ги внесе во својот бизнис и бизнисот си го води како производ за да го продаде, нели, на купувачите. Така, бидејќи овој подкаст ќе го гледаат и потенцијални идни студенти на Универзитет Скопје, ве може да ми кажете поединечно на кој факултет завршивте вие, дали почнавте од почеток на Универзитет Скопје или дополнително се запишавте и што е она што најмногу ви остави впечаток на наставата, академскиот кадар, можеби практичната настава, теориската, што најмногу ви се допадна за време на студиите? Така, јас сум почнал целосна настава на Универзитетот, менеджмент на човечки ресурси. Така да, од све сум презадоволен. Немам замерки за ништо. Слободно нека се запишат ините студенти. Ке ги повикате секако во текот на разговорот. Апсолутно. Мартин? Јас имам дипломирано додипломски на политички науки на правниот факултет, но после, мислам, не се ни двоумев многу каде да продолжам постдипломски. Искрено политиката и бизнисот ми е во крвта и никога сум правил компарација, не можам да поделам дека сакам и таму. Па јас одлучив дека сакам еден дел да го посветам на политика и другиот дел на бизнис, така што постдипломските ми се водат и на човечки ресурси и на предприемачки бизнис. Сакам да имам склоп и од политика и од економија, но кога требаше да се одлучува за економскиот дел, не се двоумев за да се запишам на туризам и менеджмент и тоа е она што многу доста ми помогна во
на тамошниот дел, поготово во деловниот свет. Која е најважната лекција што ја научивте за време на студиите? Најважната има многу лекции кои што ќе ги научите, но Животна лекција, да речем. Не можете да имате успех или нели оној успех што викаат преку ноќ, треба да го градите многу години. Не можете да имате успех преку ноќ и не можете да имате бизнис кој што реалното е дека и ние 6 години веќе функционираме, доста направивме за овие 6 години, од кои 2 пати имаме победено на европско првенство за фасади во Европа, во Валенсија и во Словенија, во Љубљана. Сега се спремаме за ново европско во 26-та година во Унгарија. И мислам насочени сме и на тој дел, но претходно пред да се впуштиме во тој дел со европските првенства, Македонија никогаш немала ни во топ 10 некоја фирма или општо Македонија не била во топ 10 држави кои што учествуваат. Има 30 држави од Европа, преку 300 компании кои што се вклучуваат на ова европско првенство и тоа не може да се вклучи секој, туку сте номинирани според некои параметри избрани за да докажете. Ние победивме 2 пати поред на ова европско првенство и се сметаме дека и трет пат поред можеме тоа да го направиме. Прво го правиме тоа за себе, за нашата држава и за семејството. Така, бидејќи е крај на учебната година, многу матуранти допрва ќе одлучуваат каде треба да се запишат. Дали би им го препорачале Универзитет Скопје како идна нивна образовна дестинација? Нема зашто да се двоумат воопшто каде да продолжат студирањето. И пред се да студираат, да не застануваат со средно образование. Не знам, вработување секако има, побарувачката за работна сила секогаш ја има, но секогаш треба да селат за повеќе. Дали нели ќе се најдат на некоја добра позиција, раководна, некое директорско место, утре ден не знам, ако се вклучат во јавниот живот, не знам, министри и така натаму, па зашто не и премиер. Така што не треба да се двоумат. Универзитетот за туризам и менаџмент има комплетно факултет кој што ќе се најдат таму и ќе им служи многу повеќе од било кој факултет. Не сакам да навредам било кој факултет или универзитет. Секој си има своја тежина, но нема да погрешат да го дојдат во Универзитетот за туризам и менаџмент, заради слободно може да проверат кои све успешни личности студирале, завршиле или се, не знам, алумни на универзитетот. Има плејада успешни луѓе и секогаш е најубаво да се учи од успешни луѓе. Она што ќе го слушнете од нив говори искуството. И кога говори искуството, не можете да погрешите во некој дел, поготово во животните лекции, поготово каде сакате да се наоѓате во иднина. Токму затоа и ние носиме вака успешни примери за да бидат мотивација за некои следни студенти. Во време кога младите ја напуштаат Македонија, и тоа е факт, вие двајца одлучивте да останете тука и да градите сопствен бизнис, да пробате, да почнете. 6 години успешно работите во градежниот сектор. Што беше пресудно за да останете во Македонија? Како што напоменав, имаше неколку параметри. Прво, не се откажуваме од замисла, идеја или некој сон, кој што се вели. Цел, животна цел. Каде и да одите, каде и да одите низ светот или низ, не знам, каде и да патувате и да сакате да создавате, никогаш нема да биде како дом. И каде се најубавите резултати, секако дома, и каде ќе се осеќате најисполнето, секако дома. Не знам, на крајот од денот оваа држава заслужува што повеќе бизниси, што повеќе, не знам, граѓаните заслужуваат да имаат повисок стандард, а повисок стандард е секогаш преку компаниите, најголемиот дел преку компаниите, со повеќе работа, со повеќе вработување, со повеќе проекти и така натаму, полнење на државната каса за да има повеќе за граѓаните.
И тоа е пресудното во овој случај, зашто да полниме нели туѓа каса кога треба да полниме својата. И тоа мислам треба да биде пресудно и кај секој друг млад човек, па и повозрасен, дека и тука може да успее, не е дека одите во Германија и готово таму ги берете парите. Треба работа, треба труд и треба жртва во тој случај, неоткажување при остварување на цели. Едноставно треба да бидете работник човек кој што сака да успее. Ако немате желба да успеете, не се влегува во бизнис само колку да пробате, затоа што колку само да пробате нема да се успее. Еден неуспех ќе се случи и одма ќе се повлечете, но доколку имате цел дека сакате да успеете, нашата цел не е дека сакавме да бидеме 6 години успешни, туку сакаме 60 години да бидеме успешни, односно треба да изградите основа или приказна која што ќе ви трае долго и која што треба да оставите на следните генерации. Мислам дека тоа е пресудното зашто го направивме тоа овде во Македонија. Кога ќе ги анализирате вие изминатите 6 години од почетоците па еве до сега, колку е тешко да се успее во македонски бизнис услови? Не само во македонски бизнис услови, тешко е генерално сегде низ цел свет. Тешко е. Колку посветеност треба, колку труд треба, колку пожртвуваност треба. Со работа од 8 до 4 не може да се успее, значи мора некогаш да се жртвуваш и 7 дена во недела, 16 сати, 17 сати работа. Или не 24 сати, 25 сати во 25 денот. сати, 10 дена. Некогаш ќе имате притисоци, поготово од семејството, дека не се прибирате дома, но тоа е жртвата што се прави, не дека не сакате, нели, прво најбитна работа не е бизнисот, е семејството, но во тој случај некогаш кога сте почнали еден пат да годите, само по себе знаете на што ќе наидете. Ние бевме свесни на ова и без откажување правиме баланс колку што можеме и колку што треба. Споменавте пред малку, кога зборувавме за наградите што ги имате добиено надвор од Македонија, мене многу ми се виде интересно тоа и сакам малку повеќе да позборуваме на таа тема, како се стигнува, еве вака двајца млади луѓе да дојдат до тоа ниво, да добијат меѓународни награди, како ве номинира, како стигнавте таму со вашите проекти? Со проектите вака, ние работиме, нашата фирма е специјализирана ако може да се рече, за модерните видови на објекти, оние кои што се од културно значење, како реставрации, реконструкции, санации и така натаму. Нашата фирма поради овие европски првенства е најпозната по фасадите, но ние работиме реконструкции и објекти како изведба, нели, целосни објекти, но некогаш, ако може да кажеме, примарна дејност се фасадите, па по тоа и најмногу не познаваат. Вака, како што напоменав, не може секој да учествува. Тоа е Life Challenge европско првенство, каде што, како што напоменав, ги номинираат најдобрите проекти во тековните 2 години, пошто е на секој 2 години, и ги номинираат така најдобрите објекти кои што се во тие 2 години, успешно завршени пред се, со согласност од инвеститорите, изведувачите и согласност од организаторот секако. Секоја држава си номинира своји компании, своји проекти кои што сметаат дека може да бидат конкурентни, затоа што на крајот од денот, освен гласањето, јавното гласање, таму има и стручно жири од 13 членови, секој посебно од секоја држава, и дури да не е возможно некој да влие на таквиот исход, поготово во јавното гласање, каде што еден човек може само да гласа од еден уред. Не можете, како на Евровизија, да гласате, пуштате пораки од еден телефон, една IP адреса и тоа е еден глас. Така што ние во 2022 година во Шпанија преубедливо ги победивме. После нас, не знам, имаше од Шпанија, од Турција,
компанија, ама ние тука веќе гледавме и како ниво на држави, затоа што преубедливи бевме во тој дел. Не знам, преку 90.000 гласови имавме, тие има второ пласираните, не знам дали има ни 20.000. Значи многу беше разликата огромна. 16-17.000. Дали одевте со проекти за модернистичка фасада или Да, целосен? на првото европско победивме со такви, со модерни. На второто европско имавме комбинација модерни, оние што се под заштита, победивме со тој. За третото европско планираме со нешто уште по-добро, по-спектакуларно, што реално мислам дека ќе ги осви симпатиите прво на населението во државава, а потоа и широм цел свет македонците кои што се. Не знам дали да ја најавам сега таа работа, мислам дали да го најавам тој проект. Нешто патриотско сигурно ќе биде. Не патриотско, ама ја ќе најавам. Ние го реконструираме во моментов и соборниот храм во Скопје и тоа е од нас како донација која што сакаме да биде во тој дел. Па во тој случај МПЦ ни дозволија дека може со тој проект да учествуваме на Европското првенство. И мислам дека, ете како што кажав, би сакал сите христијани во тој дел колку можат да даваат за христијанството во држава и за црквите. Не како што правиме ние, туку кој колку може. Мислам дека тоа е идеално. Интересно е да се реставрира таков објект како што е. Тоа е многу голем објект. Видовме дека на европските првенства им се така интересни тие објекти, но сепак соборниот храм во Скопје како најпосетен храм во Македонија си имаат своја тежина уште повеќе, поготово за нас и приказната и позадината приказната зашто тоа го правиме е многу побитен сегмент во целава работа. Јас ви посакувам со уште поголем број гласови да победите оваа година. Кои се објекти сте ги реставрирале? На кои се објекти кои што се од културно-историско значење сте работеле? На премногу објекти имаме ние. Нешто вака да издвоите? Па еве као последно е куќата на Рекорд, тоа е историјата, кратко ќе ја кажам, со таа што победивме последниот пат. Куќата е 120 години стара. Била направена за кирката на турскиот бег, па потоа живеел газдата на Јенка, од овиот Бихтел Јенка што се во моментов во Македонија актуелни. Па била во еден момент британска амбасада, во време на Југославија било Министерство за правда и Министерство за финансии, и така натаму историјата е многу битна и тие проекти кои што се доделуваат во принцип така се работат имаат тежина заради историјата. И земјотресот. И земјотресот сега го има преживеано и сите тие влечат многу историски корени затоа што и не ги дозволуваат во принцип да ги работи секој затоа што мора да биде начално во првобитната состојба и секој сантиметар таму што тежи мора да втетиче како што си било некогаш. Не сме да се оштети. Значи многу треба да внимавате на деталите. Да, тие проекти тоа го имаат, еве од други проекти, ама во модерен стил. Нашата компанија работеше на Diamond. И таму имавме долг период на работа, но тоа не беше во тој сегмент од културно значење. Имаме други проекти работени кои што сега во наредниот период поготово треба уште некои побитни работи да видат, но за тоа ќе бидат известени. Кога сме кај градежниот сектор, јас верувам дека сите ќе ги интересира како да се реши урбаниот хаос во Скопје. Знаеме, значи тоа е една актуелна тема која што постојано се отвара на медиумите, се гради, па некои велат неконтролирано, изведувачите велат контролирано и така. Значи секој си има своја приказна, си држи своја страна. Како може да го решиме урбаниот хаос? Само да се следат правилниците на општините и нема да има никаков проблем за хаосот што бил негогаш. Имаше и онака некои општини претходните години направија, не знам, таков хаос како што се нарекува,
каде што дозволува да се гради без документи. Не знам, тоа има неколку општини кои што може слободно да се набројат. И кога ќе почнете веќе неконтролирано да градите, без да ги следите правилниците, кои што каже Пеца, наведувате потоа многу поголем хаос за да се среди. Во моментов мислам дека тој хаос полека се регулира, односно да се гради на секој ќош. Било кој да рече нема, ќе рече како се регулира хаосот кога се гради на секој ќош, но не е градењето хаос, туку лошото градење е хаос. Дека Скопје како главен град треба да биде изграден, треба. Имаме, не знам, во било која држава да одиме во посета, секогаш го бираме главниот град и се воодушевуваме на архитектурата која што има. Сега Скопје, нели, нема архитектура некоја од пред 100 години, па таа да ја следиме, но се гради во смисла да се направи во најмала рака не само локалното население и туристите кои ќе дојдат да видат и да преку тоа што го гледаат да може да се осети историјата на Македонија. Така што во тој случај сепак, како што кажа Пеца, општините си имаат правилници кои што треба да ги следат и мислам дека полека тој хаос се регулира. Ќе видиме до кога и како. Како велат урбанистите, да се гради плански. Да. Што и да значи тоа. И на крај уште едно прашање. Многу млади луѓе сакаат да дојдат во Скопје, да студираат, да основаат семејство, да си купат стан. Сведоци сме, барем по вестите што ги читаме, дека цените на метар квадратен во Скопје буквално може да се мерат со оние во европските градови. Дали, еве како градежници, очекувате оваа состојба да се стабилизира или цените и понатаму ќе растат? Како што растат цените на се друго реално? Цените ќе раснат сигурно нагоре. Значи да оние муавети дека почекајте ќе се вратат цените, нема да се вратат. Може краток период да стагнира цената, но дека ќе се врати цената не може да се врати и реалното е дека има многу параметри, може да рече да било кој сега на ова што зборам да рече не е така, но еве има неколку многу работи кои што секако си влечат во тој дел, има поскапени комунали, плацевите се поскапени, цената на земјиштето по квадрат е покачена, цените на материјалите се покачени, цените на работната рака се покачени и уште еден куп други параметри кои што се покачени и нормалното е дека инвеститорот тој секако доаѓа за да заработи, но тоа покачување тој мора негде да го даде. Регулира. Секако има фирми за изведба кои што, нели, како што напоменав, покачување на материјали, покачување на работна рака, а од друга страна и кон тоа целиме како држава и народот сака, нели, да има покачување. Ако сакате да има покачување, не можеме да видиме на цените од пред 10 години, кога литар гориво било 40 денари или не знам, лев во маркет бил 20 денари. Се е покачено, но сега не знам во тој дел стандардот кој како го таргетира. Но во делот со становите нема да има. Ќе раснат нагоре, во сите градови раснат, не само во Скопје, гледам дека и во околните градови околу Скопје, Куманово, Штип, Битола и така натаму, се пораснати цените како во некои така понеурбани средини во Скопје. Становите во последно кога гледав во Битола се околу 1200-1300 евра по квадрат, што таа цена е да речеме во Бутел, како нели општина која што е во ект за да се модернизира, или во Ѓорче Петров, не збориме за Центар или за Карпош, туку збориме за општини кои што се во ек на модернизација и тие ги држат тие цени, но станува збор за градови кои што нели се помалку населени, односно нивните луѓето кои што живеат таму претендираат да дојдат во Скопје да живеат и како што напоменавте сакаат да дојдат во Скопје да студираат и да основаат семејства и се додека има таа побарувачка, нормално дека цените ќе раснат и нормално дека градењето нема да запре. Туку може само да оди понатаму и не знам да се отвараат нови локации за градење, нови маркици, нови дупови, да се
од месец во месец или од година во година да се менуваат тие урбанистички планови со цел да се задржи урбанистичкиот проект, да нема хаос урбанистички и да на крај да бидат сите задоволни. И инвеститорите и општините да се модернизираат и купувачите да го добијат она кое што го сакаат. Сега тоа е само битниот дел, дали за секој купувач има таков производ. Има и поевтини и поскапи станови. Не значи дека 3000 евра квадрат стан во Скопје дека го купува секој. Тоа е некој стан кој што нели, секој си има 1200, има и 3000 евра и нормалното е дека секој ќе си го купи тоа што го сака или во најмала рака, во најмала рака по Европа, па и било каде, и по Америка, Австралија, многу ретко ќе најдете луѓе кои што имаат сопствен дом. Кај нас на Балканот е така научено дека секој треба да има сопствен дом, па не по еден, по два, по три дури, и дека треба да биде купено тоа. По запад се навикнати од раѓање до, нели, во текот на целиот живот, живеат под кири, и тоа им е така научено на нив, не знам, тоа е садено кај нив, и нормално дека нив не ги интересира поскапувањето, ги интересира само покачувањето на киријата колкава ќе биде, а не го интересира покачувањето на станот. Кај нас е тоа така, мислам, навикнато, не сакаат да живеат нели во заедница, сака секој сам да живее. Таков ни е менталитетот, така сме научени од деца. Мартин Пеца, ви благодарам што со вас го споделивте и вашето искуство со Универзитет Скопје и ние раскажавте вашата бизнис приказна. Ви посакуваме уште многу успешни проекти, уште многу меѓународни награди добиени. Благодариме многу, уште еднаш благодариме за поканата во вашето студио и за овој добар подкаст. Ви посакуваме и ние на вас уште милион подкасти и успешни приказни. Така, ви благодарам уште еднаш и се надевам дека ќе бидете инспирација за некои нови идни студенти, можеби да го следат и вашиот пат, а вам, почитувани гледачи, ви благодарам уште еднаш што бевте со нашиот универзум.